Гори на Дрисла, но за сега нема опасност огнот да се прошири надворо од депонијата, уверуваат од Скопската противпожарна бригада. Постојат сомнежи дека пожарот е намерно предизвикан. На терен се колегите Тамара Марковска и Фуад Сулејман. Тамара, каква е состојбата со пожарот на Дрисла во моментот? Така, Весна, се надевам дека гледачите имаат можност да видат дека зад мене има голем густ црн чад. Ние се наоѓаме пред влезот, односно пред капијата на јавното предпријатие Дрисла. За сега не е дозволено да одиме натаму, мораме да останеме овде. Ние сме овде веќе половина час. Според првичните информации кои ги имам, пожарот започнал околу 15 часот. Веднаш е интервенирано со 2 противпожарни возила, но поради опасност пожарот да зафати околната шума, на терен се приклучиле уште повеќе противпожарни возила. Според последните информации, во моментот на терен има повеќе од 10 противпожарни возила, кои командирот на противпожарна бригада Звонко Томевски не извести дека во моментот пожарот е ставен под контрола, односно е направен пресек за тој да не се шири низ шумата. Повеќе детали може да слушнеме од изјавата кој тој ја даде овде пред малку. Некаде околу 15 часот добивме дојава за настанат пожар во депонијата Дрисла. Веднаш беа упатени 2 противпожарни возила од блискиот подцентар во населбата Драчева. Со самото пристигнување на лице место беше увидено дека станува збор за посериозен пожар од поголеми размери. Имаше опасност да се зафати околната борова шума која е во близина на самата депонија и да се предизвика дополнително шумски пожар кој што можеше да загрози понатаму и објекти кои се во близина. Така да првиот приоритет ни беше да направиме пресек, да не дозволиме проширување на пожарот на околната шума. За таа цел побаравме помоши од Дирекцијата за заштита и спасување од еден авион на ДЗС, кој што за жал немаше услови да интервенира. Со дополнително вложените напори се надевам дека успеаме да го направиме тој пресек, не е зафатена боровата шума. Сега се работи на локализирање на пожарот што е во самата депонија. Како што кажав, има пожар, но не е алармантен. Според информациите што ги имам од Дирекцијата за заштита и спасување, тие велат дека гаснење на било која депонија е сложен процес поради хемиските и биолошките процеси кои се одвиваат во внатрешноста на депонијата, како резултат на кои се создаваат запаливи гасови. Инаку, според надлежните, постојат и сомнежи дека овој пожар може би е подметнат, затоа што, како што тие велат, и во летото имаше доста високи температури, но овде на депонијата Дрисла не имаше пожар. Инаку, само да напоменам дека минатата недела пожар имаше и на дивата депонија Вардариште, кој тлееше со ден.